Да не постоја картони на што ќе ги пишуваше пораките по кои што си препознатлив? Најверојатно на табла за школа, бела на табла со маркери што се пише. Кој твој картон предизвикал најголем аплауз во јавноста? Па првиот, не сте инфлуенсери, не вработени сте. Со тоа постанав и познат. Што ти беше по-емотивно за споделување? Пораката дека си го победил ракот или пораката дека се жениш и ќе станеш татко? Па ракот, дефинитивно, да. И сега се ежам на тоа. Те плаши ли помислата дека болеста може да се врати? Но ме плаши како не секој ден имам некој тука што ме потсетува на такви глупости. Што значи бомбакис? Бомбакис не значи ништо. Бомба значи мојот надимак, а бомбакис ми е затоа што не можеше бомба да биде на Инстаграм и додадов кис, као така ми тека. Тогаш. Опиши ја сопругата во 3 збора. Со 3 збора. Прекрасна, паметна и тоа што ме поддржува, лојална, да, дефинитивно. Што не сака твојата ќерка да правите заедно, односно како најлесно можеш да ја расплачеш? Па, кога нема да ја дам нешто да јаде, пошто цело време јаде. Со кои 3 личности никогаш не би сакал да се најдеш на иста маса? Ова е добро прашање. У последен период, мислам порано да ме прашаше, ќе ти кажав 10, не 3, ама сега решив дека нема потреба со никој да се замарам, као сите си прават што сакаат, ама не би седел со сите искрено на маса. Кој е најсмешниот пасворд за Wi-Fi што си го слушнал во животот? Па мојот најверојатно, ама ако ти го кажам, треба да ставаш типки тука, ти, да го кажам. Ми е, двор ми е. Што ќе направиш ако те киднапираат вонземјани? Ништо, ќе се спасам од тука. Кој е најлошиот подарок што си го добил во животот? Најлошиот подарок, гачи. Што си помисли после првиот бакнеш? Дека ова е жената на мојот живот, ако збориме за сопругата. За првиот, скроз првиот. Што си помислив дека стварно сум убав, ме сакаат жени. Зошто пицата се доставува во коцкаста амбалажа, а се сече на триаголници? Тоа не знам, тоа е некој феномен, стварно, појма немам. А е округло, ствари. Не би знал да ти одговорам, но... Кога не би бил бомбакис? Би бил бомба. Фала ти.